Господине председателе, благодарам што прифати да бидеш дел од интервјуто за порталот Frontline. Земјата се соочува со голем политички предизвик, а тоа се уставните измени. Дали очекувате да се наоѓа политички компромис за уставните измени или да се деблокира процесот со интервенција од меѓународниот фактор? Објективно, јас ги слушам тие шпекулации, ако реши меѓународниот фактор, ако реши некоја моќна држава, дека тој проблем може да се надмине, тоа се митови. Никогаш ниеден битен, па и помалку битен проблем во Македонија не е решен од странците. Странците може да поддржуваат одредена варијанта, опција за излегување од криза или за надминување на проблем или предизвик, да поддржуваат, како што прават и сега, странците, Европска унија, Вашингтон, поддржуваат промена на уставот, за да го продолжиме европскиот пат. Не може странците место нас да го решат тој проблем. Значи, тој што мисли така, се лаже себе си, ги лаже и другите. Следејќи ги двете главни наративи околу проблемот со уставните промени. Еднава страна која вели бенигна е работава, 7 народи и делови од народи имаме веќе во преамбулата, во уставот. И уште 6 ако ставиме нема да се загрози сигурно стабилноста на Македонија и незината иднина. Бидејќи 22 години назад од рамковниот навод ги имаме сите тие народи и делови од народи и државата не пропадна. Напротив, мое убедување е дека внатрешната кохезија и чувството на лојалност кај многу од нив, од така наречените помалуброени етнички заедници, само се зголеми, не се намали. Бидејќи Македонија чувствуваат повеќе од пред 2001 како својата корен. Втората наратива е вели лоше договорот со Бугарија, уште полоша е така наречената европска преговарачка рамка, која ќе дојдеме на власт, ние ќе направиме подобар договор со Бугарија и подобра европска рамка. Овие две наративи се судираат директно една со друга, значи не може да живеат една покрај друга. Или со едната, или со другата ќе продолжиме понатаму да живееме. Моје убедување е дека втората наратива која користи опозицијата е директно спротивна на македонските стратешки национални и државни интереси. Ако ти велиш прво ја да дојдам на власт, па после ќе направам подобар договор со Бугарија, што не е можно, бидејќи за тој билатерален нов подобар договор не само ние, туку и тие треба да се согласат, и ако некого лажеш дека можеш да направиш подобра преговарачка рамка, што значи 27 земји членки да кажат да, вклучително и Бугарија, тогаш мислам дека тоа е нечесен период кон нашиот народ, бидејќи не му ја кажеш целата вистина. Ако ги форсираш твоите партиски интереси на сметка на државните долгорочни интереси, тоа ќе ти донесе ќара како партија, евентуално на некои идни избори, меѓутоа таа политика ќе трае кратко. Разочарувањето ќе биде големо, ќе биде огромно и ќе влеземе уште еднаш во еден долг тунел или дупка, како што бевме од 6 до 16, кога зборувавме формално за Европска унија и за НАТО, не правевме ништо практично политички да се приближиме до тие организации. Јас сум приврзаник на првата наратива во која сакам да видам Македонија да оди напред со ова апсолутно бенигно барање. Ако сме можеле да ги одбиеме со аргументи и за тоа да добиеме поддршка од сите 26 земји членки на Европска унија без Бугарија, за нивните првични барања, првични поверски барања, македонски јазик, македонски идентитет, ревизија на историја за време на Втора светска војна. Значи тоа ништо од тоа не е содржано во преговарачката рамка. И ако сме дошли до ова барање, не гледам причина да сакаме прво да дојдеме на власт, па после да го лажеме народот и граѓаните дека ние ќе направиме подобри договор. Меѓународниот фактор, па и Софија веќе не гледаат пречка во патот кон ЕУ во Софија. Проблемот се гледа веќе во внатрешноста, односно опозицијата. Тие упорно велат дека бугарскиот диктат е пречка за надминување на проблемот, односно чекорењето напред на Северна Македонија на патот кон ЕУ. Од друга страна имаме диктат на самата опозиција која го блокира процесот. Дали постои софиски или скопски диктат во овој случај? Гледайте, една од најголемите навреди на интелигенцијата на македонскиот граѓанин која ќе наречеш европската преговарачка рамка бугарски диктат.
Значи стануваше збор, знаеме сите, во време на француското председавање. За француски предлог и на крај, и формално правно, и политички, и суштински, за европска преговарачка рамка. Или преговарачка рамка на ЕУ со земјата кандидат, сега Северна Македонија. Навредата е многу поголема и за една од земјите која е наш пријател од целиот овој процес, независно од одредени поинакви размислувања, тоа е Република Франција. Да кажеш дека е бугарски диктат, францускиот предлог, тоа значи да ја навредиш целокупната француска дипломатија, бидејќи тоа не е точно. Ако некој мисли дека ова е бугарски диктат, тогаш и дава диспропорционално голема сила на Бугарија, за која знаеме какви се перформансите во економија, во секоја друга област, во однос на ресурси и политички капацитет да влијае на ниво на Европска унија, значи даваш таква моќ на Бугарија дека можела да бидејќи дали бугарски диктати, да издиктира на другите 26 држави каква ќе биде преговарачката рамка. Тие што малку знаат од европските преговори и не мора многу да знаеш, јасно е дека Бугарија не може да диктира европска да диктира. Може да сугерира, може да е предлог. Може да собира луѓе околу себе држави кои може да ја помогнат во одреден став. Не може да издиктира европска рамка за ниедно битно европско прашање, бидејќи се знае кои се главните мотори на таа внатрешна динамика на Европската унија. Факт е дека во овој момент топката е на нашиот дел од теренот. Претходно Бугарија, за жал, направи многу лоши работи, создаде катастрофален амбиент во кој е тешко да разговараме ние овде во Македонија меѓу нас со аргументи. Меѓутоа исто така е факт дека сега до крајот на годинава, до ноември, декември, додека формално не заврши скрининг процесот, факт е дека топката е кај нас. Ние сме обврзани со рамка прифатена во македонскиот парламент да го измениме уставот, во спротивно нема да продолжиме со преговори. Значи, вистина е дека овој пат, ако тоа се случи, би станувало збор за само наметнат потек на изолација. Дали евентуалниот неуспех на одобрување на уставните измени би придонел за нарушување на стабилноста не само во Северна Македонија, туку и во регионот? Не, јас го давам компаративниот пример од 2008 година. Бидејќи тогаш во некаков сличен контекст, во однос на една друга организација, НАТО Алијансата, имавме слична ситуација. Значи, бевме одбиени за членство на НАТО Букурештскиот самит 2008 и почнаа му работи веднаш потоа дека можно е затоа што не влеговме во една организација која е предоминантна воена и безбедносна, дека може да биде нарушена безбедноста од внатре, од надвор, така натаму и така натаму. Значи Македонија од фактор кој контрибуира за регионалната безбедност долги години назад и како нечленка да стане извор на дестабилизација и не само за себе него и за својата непосредна околина. И имаше тогаш изјави, ако македонците не сакаат да одат кон НАТО, може би албанците ќе одат на некаков друг начин према НАТО, и тој тип на една националистичка реторика која и сега ја слушаме за среќа на во некои периферни места од нашиот политички спектар. Нема да има никаква дестабилизација на Македонија ако не успееме да го промениме уставот и да продолжиме кон Европа. 17 години сме надвор од Европа со статус на кандидат. Бевме 12 години со ова што ви го спомена од 8 до 20 станавме формално членки на Алијансата. И не се случи никаква безбедносна дестабилизација. Ниту може, ниту ќе се случи. Да не забораваме, имаме стратешки договор со Америка од 2008 кој подразбира заеднички механизам на кризен менеджмент, ако не да може нешто лошо почнува да се случува или да се навестува. Значи, нема да имаме дестабилизација, но јас тврдам дека ќе биде широко од таква ситуација. Широко отворена вратата за автократски тенденции и за недемократско владење. Значи, државата нема да се распадне, сигурно. Меѓутоа, какви ќе бидат перспективите на младите луѓе, ако немаме блиска перспектива да влеземе во Европската унија, да речеме 2000, да не кажам 30 па дури и порано, ако воопшто не преговараме и чекаме некаков подобар договор да го постигнат тие идни власти, и во тој дел сум прилично резервиран и песимист, морам да ви кажам. Моите предвидувања се дека може лесно во таков еден контекст да се повтори начинот или форматот или моделот на владење на владата на Груевски. Но рускиот апетит за влијание во регионот е голем. Дали може во овој дел да имаме турбуленции, односно загрозување на безбедноста? Руското влијание кај нас беше најголемо од 2018 година. Ако компарираме периоди, во септември кога го правевме референдумот за промена на името,
беше највисок, бидејќи бевме на прагот, веднаш потоа, на влегување во НАТО. Руската наратива после тоа, руската пропаганда, не ви треба Европа, видете, гледате во нас алтернативни модели на владење, на демократија, некаква формална или дозирана демократија, гледате во нас, не гледате во Европа, тоа нема перспектива. Спласна после септември, известен период, и повторно доби нов контекст, не велам дека се зголеми во интернет, но доби нов контекст со нивната интервенција, нивната инвазија нелегална контра Украина. Меѓутоа, факт е исто така дека Русија во моментов е практично комплетно абсорбирана со сите своји ресурси што ги има на располагање, да ја контрира, да оди контра западната наратива за војната во која тие се лошата страна. Нема што да бара во Украина и друга соверена држава. И не се толку присутни не само во овој регион, секаде во светот, именно затоа што се комплетно фокусирани на Украина. Меѓутоа, тоа не значи дека таа пропаганда нема да продолжи и понатаму да трае, и сега ја има во одредени облици до одредено ниво. Но знаете, ако не успеа со таа пропаганда, која им беше најбитно да не спречат од влез во НАТО алијансата 2018, најдобриот лек за одење контра, за одбивање или барем намалување на ефектите на руската пропаганда е ако сте членка и на НАТО и на Европската унија. Ние имаме прилично големи бенефити од членството во НАТО, бидејќи го објаснувам тоа повеќе пати. Влеговме во заедничкиот тој центар за, го наречам, за споделување на систем за споделување на информации од сензитивен, безбедносен карактер и вклучително и лажните вести, хибридните закани од таков тип. И сосема друга работа која вие со тој тип на лажни вести се справувате сами. И нашите ресурси као држава од 1,1 милион луѓе е позната. Ние сме мала земја со мали ресурси, мало искуство во одбивањето на таков тип на напади и затоа е битно да сме заедно со други 30-31, најверојатно, здраве Боже, ќе бидат наскоро 32 земји членки во алијансата, кога заедно си помагаме во тие заеднички механизми за одбивање на таа инвазија на лажни вести и на политичка пропаганда која пропагира автократски модели на владење. Од тој аспект е битно и да бидеме членки на Европската унија што е можно поскоро, затоа што Европската унија има внатре кај себе неколку или центри за изворедност во кои се споделуваат најдобрите практики во цела Европа со тоа како да се одбие руската пропаганда и можам да ви кажам дека има неколку држави со слична пропорција, со слична големина како нашава, значи мали држави во принцип, кои се прилично успешни во одењето контра руската наратива. Господин Пенаровски, да се вратиме на уставните. Дали очекуваш некаков договор меѓу власта и опозицијата по моделот на Пржинска за уставните, па третата фаза на изгласување на уставните измени да биде во некоја си наредна влада по избори? Очекував, особено после последната така наречена лидерска средба меѓу премиерот и лидерот на опозицијата. Бидејќи првичните информации кои дојдоа по таа средба, кој беше во тој формат, колку знам, беше дека лидерот на опозицијата се согласил да влезе во влада под услов дуи да не биде во таа композиција. Истиот ден, практично веднаш по завршување на средбата, луѓето од ДУИ издадоа соопштение, министрите, раководството рекоа, излегуваме веднаш од влада, само влезете вие и гласете ги уставните промени, ако е тоа цената. Тоа беше подоцна одбиено со дополнително ставање на предуслови, Бугарија да признае пресуди од Страсбург, Европа да даде гаранции, што е прилично понижувачки само по себе, да барам ја од Европа да ми дава гаранции дека јас сум македонец кој зборува македонски јазик, така натаму. И така натаму, или политички наивни барања дека некој во Европа ќе ви даде гаранција дека нема да има други барања на тој пат. Што нема таква сила, просто таа организација е така компонирана да не дозволува некој во твое име да зборува или ти во моје име да кажеш ти ќе молчиш за 1-2-3 години, немој нови услови да поставаш. Бугарија утре заутре може да рече, надвор од историската комисија, да рече немате владење на правото, например. Што правиме тогаш? Ќе гарантира некој друг од Европска унија, ќе рече бугарите ни ваков тип на барања нема да постават. Така што имаше тука доста една магла која беше намерно расширена, расејана, колку да се створи конфузија во главата на обичниот граѓанин. Ситуацијата е кристално чиста. Да повторам од почетокот. 7 народи во уставот, уште 6 да ставиме. Нема друго. Воеме. И утре дали ќе има од некоја Холандија, од некоја Данска, од Франција, Германија, други ќе има услови. Ма тоа нема да бидат услови овие што се нестандардни, да промениш устав или да промениш име. Ќе бидат од делот на традиционалните критериуми за влез во Европската унија.
владење на право, професионална администрација, независни медиуми. Тој тип на барање за кој ние немаме тука што да приговараме, тоа треба 24/7 да разговараме, да се знаеме дека не сме добри во битните, виталните овие подсектори на македонското општество. Го гледате и вие излезот од овој политички ќорсо како што го гледа лидерот на опозицијата Мицковски на избори? Моето прашање е, ќе одиме на избори, еве денес, и ти ќе победиш. Не го знае македонската јавност планот Б, С, Д, било што. Кој е твојот план? Ќе дојдеш на избори, дали сега, дали до година, во ред. Ќе претпоставиме. И ти као премиер, планот е кој? Ќе бараш гаранција од Европа? Ја не го знам планот. Не мислам дека никој не го знае планот. Или е мистичен некој, па не сака да го кажуваат пред другите, ако одиш на избори, можеш да ја кажеш својата целокупна изборна платформа. Во делот на правосудство ќе направиме тоа, во делот на образование, во делот на здравство, во делот на европските интеграции. Ако има план, ја ви тврдам, ако има план кој е вака делува дека е остварлив, секој просечен македонски граѓанин ќе гласа за таа опција. Ако има план кој им делува реалистичен. А и што нема план, ја ви тврдам, бидејќи отприлика го знам политичкиот контекст во визави Европската унија, што може секој од нас да понуди, ја ви тврдам дека не можеш со некаков магичен план да измислиш и да речеш, а овие другите да кажат, или јас сега што сум дел од оваа политичка структура, речам, како не ни текна. Да, знаеш дека ти е добра идејата. Нема таква варијанта. Или ако има, нека ја кажат. Можда ние, години што сме во тој процес, не сме ја виделе. Последно е актуелно измените на кривичниот законник. Дали е ова во сплетот на целата политичка ситуација околу уставните измени? Дали се подготвува ослободување на одредени личности или враќање на одредени личности во политичката елита или политичката сцена на Македонија за возврат да се изгласат уставните измени? Како гледаш на предлогот да се измени? Јас предлогот е во многу рана фаза. Значи, можеме да кажем дека завчера мислам дека е влезен во парламент, ја го немам видена во интегрална верзија. Од она што го читам од медиските извештаи, станува збор за минимални интервенции во рамките на кривичниот законник, пред се во членот 353, злоупотреба на службена положба и овластување. Меѓутоа, во принцип, не верувам дека вие можете со измена на еден член од кривичниот законник некого, како велите, да ослободите од одговорност и тој некој да дојде и да направи 2/3. Тоа е повторно во доменот на научната фантастика. Ако некој верува во тие варијанти, што знаеме зошто немаме 2/3? Немаме 2/3 само од една причина. Опозицијата ја користи таа реторика за да дојде на власт, бидејќи од ланските протести против францускиот предлог и европската рамка видоа дека со таква националистичка реторика и со замаглување на битните елементи на тој француски подоцна европски предлог и рамка, дека добиваат политички поени. Сите анкети покажуваат дека македонските граѓани кои ме преку глава од предусловување, сите овие години, прво Грција, па Бугарија, па Франција, Германија, и бидејќи тоа ти носи политички поени на краток рок, тие тераат таа. Тие, значи, буквално тераат партиска политика или за да остварат тесно партиски интереси. Како ти ќе направиш, да речеме, според некои проценки сега недостасуваат од 8, грубо кажано, не ги знам натрешните релации до крај, меѓутоа од 8 до 10 луѓе за 2/3 при утврдување на дневен ред имавме 70 гласа. Кој е тој супермен кој може на ваков начин, како сугерирате во вашето прашање, да Така се предпочитува во јавноста. Имаме такви шпекулации од порано, не само сега. Било што да се направи, дали може овој неди кој си да се врати на бел конј па да ја заврши таа работа. Јас мислам дека во политиката работите малку поинаку одат. Не можам да верувам дека постои толку моќен човек кој и да е, на било која позиција некојаш и сега да бил, или да е, да може да најде 10 души, пратеници, возрастни луѓе, кои подпишале, замислете, нотарски изјави дека под ниеден притисок нема да поттекнат и да гласаат за бугарите во уставот. Разбирате, ние возрастни луѓе, прекршени луѓе со години и се подпишуваат изјави на нотар и ќе дојде еди кој си и ќе ги за преку ноќ ќе им рече сепак ќе гласате. Тоа може да се случи во видеоигри, а не верувам во реалниот политички живот. Господин Пендаровски, бевте единствениот што имавте различен став од лидерите на регионот околу Отворен Балкан.
Дали се уште го имате тој став или во меѓувреме променивте став? Не, јас имав прилично неколку резерви на таа иницијатива од 2019 кога стартуваше во Нови Сад, од тројцата основачи да ги наречам, и затоа има долги дебати со тогашниот наш премиер. Значи, ја не велам дека е штетна или непотребна таа организација, таа групација. Ја мислам дека ја има структурни слабости и нема таков потенцијал како некои други иницијативи кои што се сите 6 внатре. И ја велам, во ред е. Види, и на билатерално ниво со било кој на Западен Балкан да имаш договор за било што, е ќар. Нема минус. Што е зијаме? Ама викам, 3 од 6 се внатре, добро би било да се сите 6 од 6. Берлинскиот процес, например, е тоа. Значи, отворениот Балкан постои неколку години, не мислам дека има фрапантни резултати како што замислува неговите основачи и иницијатори од почетокот, меѓутоа не мислам дека беше штетна иницијатива. Според мене, и сега се вратам на ова што ја го преферирам од 19 до денес и понатаму, драго ми е што гледам дека Берлинскиот процес се враќа од минатата година ќе има исто самит во Тирана, на кој минатата година Германија како главен двигател, мотор на таа иницијатива, најави, да наречам, будење на таа иницијатива или нивни рефокус на регионот со ресурси, што Берлинскиот процес, да не забораваме, за разлика од Отворен Балкан, има и институции и ресурси. Че има, да кажем, и пари на располагање, ако имате добар проект, ќе го финансираат. Така што добро е што се разбуди големиот германски джин, со економијата не оди најсјајно последните 2 квартала, меѓутоа нашиот најголем, зборам за Западен Балкан, далеку најголем трговски партнер е Германија, и секој пат е добро кога Германија се враќа уште повеќе на Западниот Балкан. А најидеално е ако може Германија да предводи и процес кој има и политички компоненти и кој според мене е комплементарен од сите други регионални иницијативи, најкомплементарен со европските интеграции. Еден вид правиш бизнис, плюс те подготвува со почитување на европските принципи и вредности, те подготвува за утрешно членство во Унијата. До година се председателските избори. Ви се време да ме прашувате. Дали планираш да се кандидираш за уште еден мандат? Ни сите овие години се обидувам, а последно време, како ја точно последната година од мандатот, се обидувам да појаснам на луѓето дека има разлика меѓу дали планираш, дали имаш амбиција и што е реално. Значи и 14-та кога се кандидирав, не поддржаа други. 16-та прва изборна единица на парламентарните и 19-та за председател. Никогаш не се водев само од тоа дали имам амбиција. Го кажував и за некои други кои искажуваат амбиции во меѓувреме. Не е битно дали имаш мерак да бидеш министер, градоначелник, председател, премиер. Битно е дали граѓаните размислуваат слично со тебе. Значи, при крајот на мојот мандат, здравје Боже, некаде, крајот на оваа година или почетокот на следната, мандатот завршува некаде во мај до година, ќе сакам да ги консултирам граѓаните, и политичките субјекти, но пред се граѓаните, тие да ми кажат што мислат за моите 5 години. Без солидна поддршка од една значајна бројка македонски граѓани, воопшто немам намера да размислувам за втор мандат. Ако ти дават зелено светло? Па, предлагам тогаш да ме прашаш. Благодарам. Благодарам.